сме повторно на полувремето во потребинскиот простор, чисто за да направам споредба како се англичаните на полувреме, какво е расположението меѓу нив кога резултатот не им оди во полза, за разлика од шкотите кои што ги гледавме и кои што не дека им беше убаво, но сепак беа весели расположени. Ајде да видиме каква е Англија, а каква е Гана. Гана очигледно дојде до посакуваниот резултат на полувреме, односно не прими гол, но англичаните сигурно не им е се едно што е резултатот 0-0. Движам во потребинскиот простор, каде што мислиш дека целиот стадион, сите навивачи буквално излегуваат на полувреме. Еве ги едни во тоалет, едни да јадат, други да пијат, грицкаат. Еве го некој да купат нешто од FIFA сторот, од фаншопот на FIFA. Да видиме што има денеска во фаншопот на FIFA. Повторно тие познати капчиња, топките. Шалот од Гана и Англија. Ето, тоа е тоа што може да се види овде. Значи ништо ново, само имињата на репрезентациите се менуваат на овие шалови од FIFA. Долг е редот, долг е. А заобиколам. Врне, убаво врне на Жилет стадионот. Еве сме од друг агол овдека. Како многу длабоко влегувам во гужвата, нема да можам да успеам да се вратам на време. Голема маса народ овдека. Променувам правецот. The greatest show on earth without the fans. FIFA World Cup 2026. Не ми се расположени англичаниве, не се расположени, има разлика.
е расположена. Тоа е тоа од потребискиот простор од надпреварот Англија Гана. Расположението на после првото полувреме на страната на Гана.